на сите и добре дојдовте на мојот канал. Се враќам по пауза од речиси 3 недели. Летово имав малку повеќе слободно време и снимав повеќе видеа, правев повеќе осврти. Меѓутоа се вратив сега на некои обврски. Меѓутоа немам толку време, меѓутоа ќе се обидам да го одржам темпото на барем 2 до 3 видеа месечно. Идеи не ми недостасуваат и ќе се потрудам да не правам поголеми паузи. Книгата за која што ќе зборувам во ова видео, всушност е на збирка раскази, за која што ја напишав на Facebook, дека ми беше едно многу вистинско изненадување или позитивно изненадување, многу позитивно искуство, тоа е збирката раскази Си беше еднаш една жена која што сакаше да го убие детето на соседката од Људмила Петрушевскаја. Сега уште одма, ова е многу така интригантен, така малку интересен наслов, меѓутоа уште одма да кажам дека најпрво вака, која е Људмила Петрушевскаја? Људмила Петрушевскаја е руска писателка, родена во 38 година, една од веројатно најголемите живи руски писателки во моментот и општо еден од најголемите руски автори кои што творат денес, значи веќе по одминати години. Меѓутоа Људмила Петрушевска е многу интересен лик, значи ја преживеала и Втората светска војна, студената војна, перестројката, распадот на Советскиот сојуз, живее во денешна Русија веќе колку 3 децении. На почетокот работела како новинарка, објавувала, меѓутоа она што го отворила во однос на раскази, на приказни, не било објавувано, значи наидувала на отпор од тогашните власти, дури некаде при крајот на 80-тите почнуваат да се објавуваат слободно нејзините дела. Исто така пишува и драми. Меѓутоа, ако видите интервјуа со неа или ја побарате на YouTube, ќе видите дека Људмила Петрушевска е многу интересен лик, една дама која што носи некои интересни шешири и што е многу интересно настапува во клубови со кабаре, е многу интересна личност и сега тоа е за Људмила Петрушевска, а во однос на насловот е малку на англиски би се рекло misleading, затоа што не постои збирка нејзина со ваков наслов. Туку зашто станува збор? Има неколку англиски изданија, значи во Америка оваа збирка нејзина или колекција збирка од нејзини раскази е објавена во Америка под овој наслов. Меѓутоа не постои ни таква збирка нејзина на руски, ниту пак не постои таков расказ. Меѓутоа ова издание значи е издадено во Америка, меѓутоа нашиот издавач или го има земено тоа издание, меѓутоа преведувани се расказите од руски, значи Ѓорѓе Крстевски ги има преведувано од руски и изданија во 2015 година. Значи оваа збирка ми беше позната како издание, меѓутоа не знам зашто не се решавав да ја читам, меѓутоа сега ја прочитав и ова се многу интересни раскази. Всушност овој наслов си беше една жена која сакаше да го убие детето на соседката, изведен од еден од расказите тука. Еден од најинтересните раскази всушност со наслов Одмазда. Да ви дадам една слика за какви раскази станува збор. Значи расказите на Петрушевскаја се комбинација од фантазија, од фантастичното, има примеси, наликуваат на бајки, има урбан фолклор во нив, значи се една многу интересна комбинација, имаат и постапокалиптични елементи во нив. И тука се поделени, всушност има неколку дела всушност во оваа збирка. Првата група раскази се ставени во групата Песни на источните Словени, после има алегории, има реквиеми, има и бајки. Значи вкупно има 19 раскази. После дознав всушност дека еден од овие раскази сум го читал во едно постаро издание на Темплум, Пат околу светот во 20 раскази, избор на раскази на познати писатели и писателки од целиот свет, и таму го има всушност еден од најубавите раскази. Тука всушност е последниот расказ во ова Црниот капут е ставен во таа збирка и после сватив дека сум читал еден од тие раскази многу поодамна. Меѓутоа
Оно што е интересно за овие раскази, всушност поднасловот на оваа збирка е страшни приказки или страшни раскази. Значи мешавина, како што кажав, од сказни, од бајки. Меѓутоа комбинацијата е многу необична затоа што, не знам, ќе почне, например, приказната си беше една жена, чи имаш и бла бла бла, и едноставно подоцна вели тој се качи на авион и сваќате дека се раскажува во некое наше поблиско минато, да речам, па има автомобили, има авиони, па има и шума, па има и зграда во која живеат луѓе, па додека надвор почнува да се шири од некоја страшна епидемија, па тие се затворени внатре. Значи, урбани ситуации, состојби. Од друга страна, па наспроти тоа има еден многу добар расказ, Новите Робинзони, за едно семејство кое што се повлекува во шума и таму се гради колиба и се повлекува од цивилизацијата. Меѓутоа, како што надоаѓаат бегалци, сега тука нагаѓаме какви бегалци, така натаму како што се приближуваат, тие мора да се повлечат уште повеќе во шумата и уште повеќе во шумата, преживувајќи, не знаејќи како ќе преживеат. Значи, тоа е едно многу интересна слика, многу интересен расказ. Исто еден од во тие реквиеми, еден од ќе ви дадам краток опис без да ги прераскажувам расказите, за да добиете и да ви правам спойлери, за да добиете представа за тоа за какви раскази станува збор. Има еден од поубавите раскази е расказот Посеидон, со тоа што една жена оди во едно приморско место и таму ќе се сретне со една пријателка и тај вели, може да има мал спойлер во овој расказ, за овој расказ, тај вели, па еве живам во оваа палата, прекрасна, па тука јадеме прекрасни јадења и така натаму, секој ден не снабдува, живам со мојот син. И таа си вели, па чекај, она живееше во, не знам, во еден особен стан во Москва, не знам како сега живее, како може да си го дозволи ова. И таа и раскажува, и доаѓа кај неа и покажува како се живее. И за да на крај свати таа дека всушност дека таа жена уште многу поодамна умрела во Москва. И значи тука гледаме едно момент на пресврт изненадување, меѓутоа и во повеќе раскази го има присутно на светот на мртвите и светот на живите, тоа што светот на мртвите навлегува во светот на живите и како што кажав во некои од расказите се зборува за некаква епидемија, за некаква чума. И ни сето тоа, она што е интересно, што на наизглед може да изгледаат овие раскази така малку строги, малку страшни. Не се страшни, само има елементи на хорор, меѓутоа ова не се, јас не ги доживеав како некакви хорор приказни, туку повеќе како некој уникатен микс за Људмила Петрушевскаја. Може да ја споредуваме сега и со други писатели кои што пишувале такви раскази или бајки, меѓутоа стари бајки, меѓутоа сепак мислам дека Петрушевскаја си има мое мислење, барем ја не сум некаков експерт за бајки или за фантастичното, меѓутоа некако ми остава впечаток на свој уникатен стил Петрушевскаја и она што ми се допадна особено во таа група, последната група на раскази бајки, например еден човек на кој што ќе добие, ќе му биде кажено симни се на таа и таа станица и толку, на 40-та станица, тој ќе се симне и ќе најде на куќа и во куќата, нели, ќе најде дете, па така натаму и како ни склоп на околности всушност тој ќе си најде и семејство, ќе си најде и дете. Значи сите тие бајки на некој начин завршуваат со happy end, завршуваат со одредено откупување, со одредена среќна завршница или со заокружување на нешто и Црниот капот всушност е многу моќен расказ за ако може да го читаме, да пробуваме да го толкуваме Црниот капот можеби како очајание, како депресија, како обид за самоубиство, како живот кој што некој смета дека едноставно нема никаква светла точка во животот, па како тоа го пресвртува Петрушевскаја на еден феноменален начин, значи особено бајките на крајот ми се допадна, значи сите се во различен стил малку пишувани, меѓутоа кај неа има присутна е смртта, меѓутоа ова не се депресивни, не се тешки, меланхолични раскази, од друга страна е присутна и љубовта на
родителите кон децата, силна, еден татко кој што ќе ја загуби ќерката и ќе направи се за да ја реанимира и да ја врати во живите. И еден од најсилните раскази, мислам дека беше Те сакам, во која што жената, која што мажот ја запоставува на некој начин или е и обземен со друга жена, на крај дури преку неговата смрт, самата незина смрт ќе биде испраќање на една порака, љубовна порака. Моćni раскази. За мене Петрушевска е вистинско откровение, писателка која што ви ја препорачувам, апсолутно многу моја топла препорака за расказите на Петрушевска. Тешко е да се зборува малку за незините раскази, да се доловат, меѓутоа се обидов во ова видео да ви дадам една представа за да видите за што станува збор, а останатото всушност сами ќе го откриете со тоа што ќе ги прочитате незините раскази. Фала ви на поддршката, ако не ме следите на YouTube, стиснете subscribe и звонче на каналот, заследете ме на Instagram и на Facebook и се гледаме со нови добри видеа. Чао!